Викам, чекай, ке идам у дози, ке пијам кафе на рад. Се додека Оси не ме испоапа. Па добро бе Оси, дали сте нормални? Меѓутоа не сме заради тоа тука. Тука сме да ви кажеме еден многу интересен податок кој што ми вака текна. Постои едно мало место, сега не ме фаќате за збор као се вика у Франција, каде што пијат многу. Али кога кажам многу, мислам многу вино. Интересен е податокот што тие со тоа вино конзумираат и многу мрсно месо. Сам така живеат. А стапката на кардиоваскуларни болести е на минимум. Тоа се должи на феноните соединенија кои што се присутни во самото грозје. Катехини, епикатехини, антоцианини и така натаму. Меѓутоа, многу е битно да се напомене дека иако црвеното вино има позитивни влијанија со тие фенони соединенија кои што се присутни врз кардиоваскуларниот систем, алкохолот кој што е присутен прави многу поголема деструкција неголи што антоцианидите помагаат. Што значи ако ги ставиме на вага, ќе видиме дека сепак сме на лошата страна. Старите лекари знаат да кажат, па не е ништо една чаша вино. Ја ќе се согласам дека не е ништо. Меѓутоа тоа да биде еднаш месечно, еднаш у 2 месеца и по некој повод. Ако стварно уживате у тоа. А многу лесно може да прерасне во некоја завист и да не сте свесни за тоа и дури сега да ме напаѓате во коментари што ти знаеш, види каков си, види оваков си, немаш коса. Ја може да немам коса, али алкохолот е многу деструктивна супстанца. Имајте го тоа на ум.